Закон за јавно обвинителство бараат пратениците на СДСМ, но не се за предлогот што сега им е на маса. Критикуваат дека вака предложениот закон му дава сила на државниот обвинител, а ја ослабува улогата на Советот за јавни обвинители, иако ова тело со години е критикувано дека служи само за декор. Екс-министерот и пратеник Оливер Спасовски е убеден дека законот нема да ја врати довербата на граѓаните, бидејќи не бил реформски и направени се само, како што вели, козметички измени. На ова му реплицираше пратеникот Антонио Милошовски. Го потсети дека во нивно време законот за обвинителство се менуваше под превезот на европско знаменце на полноќ, само за да може притворената Катица Јанева да носи одлуки. Сериозно треба да се размисли во однос на зголемувањето на таа хиерархија и субординација. Јавното обвинителство е орган кој што се носи, односно кој што има исклучиво хиерархиска и субординацијска поставеност. Меѓутоа, таа хиерархиска и субординацијска поставеност не може во ниту еден момент и не смее да биде злоупотребена и да имаме состојба во која што нема да се остави простор за носење на јавно-обвинителски одлуки на јавните обвинители. Ние знаеме, Катица Јанева тогаш беше во притвор, на Зоран Заев му се брзаше, требаше да го покрие тој случај, но да се стави европско знаменце на закон за јавно обвинителство е една груба злоупотреба, особено ако се знае дека председател на тогашната комисија за европски прашања во Собранието беше сега осомничениот Артан Груби, кој што тука ги поменуваше законите со европско знаменце за 5 часа. И пратеничката од опозицијата Сонја Мираковски вели дека законот не бил реформски, бил направен да ја служи на власта. Малиша Станковиќ од ВМРО ДПМН и одговори дека нивните измени кои ги донесоа во нивно време придонеле до вербата на граѓаните во судскиот систем да се стопи на ниво на статистичка грешка. Законот за јавно обвинителство најмалку е реформски, најмалку ќе донесе до независно, ја руши независноста на јавно-обвинителската служба, најмалку ќе им даде право на обвинителите да размислуваат по свое убедување, да обвинуваат, гонат, поготово не оние кои власта ќе ги штити. Наместо да се подобрат работите во јавното обвинителство, знаеме како заврши. Неславно со Катица Јанева. После тоа имавме ситуација со Русковска, па слушаме со Харулахи, па после тоа имавме последната изјава со Лела Кадрио и на крајот она што се случи со Артан Груби. Како мислите вие да го подобриме системот доколку не дојдеме до промена на законскиот текст? Министерот за правда Игор Филков пред пратениците ја образложи потребата од изгласувањето на овој закон. Тој рече дека согласно препораките на Венецијанската комисија за прв пат се воспоставува мерит систем за избор и оценување на обвинители, строг надзор на сите обвинителства, построги дисциплински постапки и поголема транспарентност на оваа институција. Инаку во наредните денови Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците ќе одлучи за датумот кога ќе содржи јавната расправа пред носењето на законот.